Надвор заладува, апсолутно зимата ни е тука, а тоа значи дека ни е потребна малку повеќе циркулација. Нашите баби тоа го правеле со најразлични чаеви и супи, а денешната емисија ја посветам на чорби кои ќе ве згрејат поради состојките кои ќе ги употребиме. Првата чорба која ќе ја подготвам денеска ќе биде строганов чорба. Строганов чорбата ја нареков строганов чорба бидејќи ги користи оние традиционални состојки кои би ги имало во говедското строганов. Строганов говедското во основа подразбира јунешко месо со печурки кое е подготвено во некаков млечен сос. Обично тој млечен сос е некоја кисела или павлака за готвење, а јас денеска ќе искористам путар основа, односно млечната маст која се наоѓа во путарот, за да направам една прекрасна чорба. Инспирацијата ја добив, строгановот е руски рецепт, односно потекнува од Русија. Строганов биле многу познато семејство кои поседувале рудници за сол и апсолутно многу јадења се наречени по нив, меѓутоа сите имаат едно нешто заедничко, односно ги имаат тие три состојки: млечниот сос, јунешкото месо и печурките. Ќе започнам со кромит, ќе го исечам на полумесечинки, заради тоа што сакам да видат тие нишки внатре во чорбата. Загрете го тенџерето и ставете сончогледово масло брилијант за да може да не ви загори путарот. Неколку лажици и дарижливо ставете околу, мислам дека ова се 50 до 75 грама мегле путар. Тоа е ова прилика количина. Не знам дали знаете, некои путари се обелижани, но јас често гледате дека не мерам, меѓутоа тоа не значи дека не го следам процесот колку ставам. Мегле путарот има отприлика 200 грама и начинот на кој може да си помогнете колку ставате внатре, кога ќе го отворите, на самата коцка, отприлика 1 см лочка, вие 25 грама путар, што значи ставивме 2 см путар, односно сакаме 50 грама внатре да имаме. Ниска температура, бидејќи се сакаме споро и полека да сготвиме и го префрламе кромидот да се пропрши. Ќе се стопат заедно со путарот и ќе му дадеме малку време да застакли. Секогаш сол. Не заборавајте, солта ја истиснува водата од кромидот и го прави дополнително влак. Ќе се пропржат и во меѓувреме ќе го ја ставам втората состојка која е задолжителна состојка на секој строганов рецепт. Печурки. Ќе ги сечам покрупно, заради тоа што сакам да бидат дополнителни залчиња, односно да бидат месото во оваа чорба. Ако е поголема, не знам, количината на писичете на 3, ако е помала печурката, само на 2, ако имате да ние баш малите батон копчиња печурки, ставете ги цели. Че печурките имаат сунгиресто ткиво, ќе го впијат целокупниот сок кој ќе го направиме и целиот сос кој ќе го направиме внатре, меѓутоа ќе биде во форма на чорба. Исто така нешто е стандардно за строганов рецептите е што тие се сервираат со тестенини. Јас овој пат ќе искористам малку поразличен начин, односно тестенините ќе ги ставам директно во чорбата и ќе бидат дел од рецептот. И имам преубаво јунешко филе. Видете каква е структурата, розово е. Многу внимавајте кога употребувате месо, дали тоа стоено, доколку е многу стоено, треба ќе ја промени бојата и секогаш треба да мириса свежа. Јунешкото месо има баш специфичен мирис кој ќе го осетите дека е свежина. Нашата денеска донесе месарата на пакет МК. Еден клик, апсолутно може да го изберете начинот на кој ќе ви го исечат. Јас избрав да бидат тоа шницли, затоа што сакам да направам мали коцки кои ќе бидат залчиња во мојата супа. Обично, строгановот
има многу поголеми парчиња, бидејќи треба да доминира јунешкото месо, но јас бидејќи правам чорба и ги сечкам малку помалецки. И ги направам баш перфектни квадратчиња, да биде убаво. А Бони чека живо парче. Колку и да се трудите да одолеете на тие срнечки очи кои бараат парче месо, тоа е навистина мислам дека невозможно. Јунешкото месо, милена меса на син ми Марио, навистина конзумира доста јунешко месо. Се бориме многу често, тинејџерска возраст, се бориме околу рецептите и што ќе направиме за јадење, меѓутоа јунешкото баш сака да го конзумира во најразлични на најразлични начини. Ви го подготвив, мислам дека неговиот омилен рецепт на јунешко месо со лентички со брокула и сусам. А ова е исто така еден од начините кои му се омилени. Овој пат малку ќе го збунам и ќе го послужам во чорба, меѓутоа строганов е баш редовен рецепт на нашето мени во текот на неделата. Количина. Само да се запржи, да ги собере сите вкусови внатре. Јунешкото месо под дејство на топлина на висока температура ги конзервира вкусовите. Потоа во текот на печењето ги испушта, а кога веќе се лади, повторно ги собира внатре. Тоа му е баш една карактеристика која е многу важна да ја знаете секогаш кога готвите јунешко месо, бидејќи тоа зависи нежноста на подготвеното месо. И додека месото се пропржува, ќе направиме малку паста од лук. Ја правам паста заради тоа што сакам да ја ароматизира целата чорба. Имам 2-3 чешниња лук, ќе ги исечкам најпрвен на крупчиња. Потоа ќе ги исечкам на поситни парчиња. Баш треба да биде ситно исицкано. Ако имате блендер и не сакате ова да го правите, бидејќи баш и не е многу безбедно техниката која ќе ја употребувам, заради тоа што може да се повредите. Искористете блендер, гмечалка за лук, па потоа додајте и сол. И ќе ставам убава количина сол, се сеќавате не ја засолив супата, баш убава количина која зрната на солта ќе ми помогнат да направам паста. За ова треба да имате навистина свеж и убав лук. Уште малце поситно. И ви треба малку трпение. Ова го правам за лукот да ја впие целата сол, односно да ја пушти својата течност и да формира вид на паста. Нема, мислам, секако ќе останат малецки парченца, доколку имате повеќе време може и апсолутно да го направите како
во форма на крем, меѓутоа јас мислам дека ми е доста. Совршена солена паста од лук и ќе ја додадам во мојата чорба. Секако после тоа нема да можам да ги одмирисам рацете од лук, меѓутоа мене не ми пречи. Знаете веќе дека лукот го обожавам во секое јадење. И последната состојка која ќе ја додадеме, а е тајна во овој рецепт, е 1 чаша виски. Вискито ќе го ароматизира, доколку имате и некој, не знам, убав конјак, ароматизиран, може да го додадете, ќе направи една дополнителна тежина на чорбата. Дополнително алкохолот додека затоа го додадов пред да ја ставам водата, алкохолот ќе испари, а ќе остане само вкусот како нишка на мојата чорба строганов. За секоја добра чорба, нели, мора да ставите бујон. Јас имам 2 јунешки коцки, ќе ги ставам директно, бидејќи ќе му додадам директно внатре вода и сето тоа ќе оставам да се провари. Тука имам околу литра вода. Ќе засилам оган. Ја ставам ладна, доколку бидејќи според мојата плотна е на газ и навистина брзо ќе зоврие, доколку вие немате таква опција, користете потопла вода, заради тоа што не сакате да го пресечете месото додека се свари. Мојата веќе почна да зоврива. Ќе ја додадам останатата количина. На крајот убаво ќе засолам. И секако црн пипер. Совршена строганов чорба. Последната, многу важна состојка, додека зоврие водата, се дивела. Јас имам овдека мини тестенини, наречените чиферини. Користам мини тестенини, бидејќи ви кажав дека во основа строгановот се служи со тестенини, а јас овој пат сакам да пробам да ги потребам внатре. Мислам дека ќе бидат еден совршен спој. Првата чорба беше со остар, јак вкус. Вискито внатре ќе ви зголеми циркулацијата. Втората сакав да ве разнешни. Ќе направам чорба од брокола. Сите имаме во маркетите, нели сте виделе, има можност да купите супа која е направена од дехидрирана брокола. Јас ќе ја искористам како база за оваа моја супа. Ќе ја направам млечна. Ајде нека биде оваа супа за навечер, на ноќно време, да ве разнежни, да ви даде една нежна нота пред спиење и да ве успие и смири. Ке искористам замрзната брокола. Искористете и вие. Замрзнатата брокола е многу практична, бидејќи неа губи својата боја, се уште има задржано својата боја, таа е благо обарена.
А во вакви чорби и супи, навистина многу е практично, заради тоа што за неколку минути може се да ви биде на дофат и да ја составите супата. Нема да пржам ништо овој пат, ви кажав нежни вкусови, лесни. И ќе започнеме со додавање на состојки. Имам 2 чаши вода, ќе ги ставам двете, затоа што сакам да ги загреам. И ќе ставам 1 чаша млеко. Секако мегле, 3,2 масленост, затоа што сакам да имам убав, богат, креваст вкус. Супата ќе ја направам од брокулата. Брокулата само ќе ми ја ароматизира, млечна ќе ми биде основата на супата, а потоа ќе ја збогатам со убави сирења. Ја чекам да се загрее целата течност, заради тоа што имам замрзната брокула, не се мачев да ја одмрзнам претходно, таа ќе ја излади течноста која веќе ја загревате, меѓутоа ќе треба многу малку време да почне да врие, а пред да ја додадеме брокулата, внатре ќе ја додадете супата, готовата супа, доколку не го сакате вкусот на супата од брокула, слободно искористете зеленчукова основа или можеби некоја друга крем супа од печурки, навистина убаво ќе се вклопи во целиот рецепт. Ќе земам малку само мателка за да не ми почиња да врие, за да немам грудчиња. Видете каква боја. Денеска сум цела складна, тенџерата ми одговара со сликата, ми одговара со блузата, денеска сум во пастелна варијанта. Сосема случајно. Само промешајте. Течноста млекото проврија, ги промешам за да не ми истечат и ќе ја ставам брокулата. Цели главици, баш се убави големи парчиња исечени овие што се замрзнати, ќе видите сега млекото ќе спадне заради тоа што не сум внатре ладна состојка. Ќе додадам, што ќе биде тајна состојка. Во мојата супа ќе биде малку сенф. Ќе ставам 1 лажичка. Сакам сенфот да ми биде една остра жица во позадина. Бојата му е баш фина и мислам дека се вклопува во целата таа нежност од супата, а ќе има една острина која не ја очекувате во позадина. Ставам половина кесичка. Последните две состојки како зачин што ќе ги употребам се малку сушен лук и малку сушен кромит. И не ги ставам како парчиња заради тоа што е нежна супата, целата е крем, а сакам само брокулите да бидат парчињата во целата супа. На крај ќе ја послужам со убав чедар и пармезан. И, како што ви кажав, уште една чорба. Познатата супа од домати. Ќе дадам малку твист на познатиот рецепт кој во себе содржи само конзервирани домати, лук и босилек. Јас ќе го сготвам со малку павлака за готвење, за да имаме кремаста, убава структура. Претходно, додека ја подготвам третата супа, ќе направам малку потпечен леп. Нема убава чорба без потпечен леп. Имам убав пакет МК ми донеса убав селски леп. Ќе го исечам на убави парчиња.
таа убава супа почнува со кромит. Една главица на коцки. Инаку Бони пее, може би во некоја од емисиите ќе успееме да ја фатиме. Баш е певаljка. Значи, и таа пее исклучиво на неколку мелодии, каде што, не знам, Лејди Гага, некој песник која, не знам, кој права тригер во позадина и пее апсолутно оперски. Иако во оваа емисија се труди да зборува. Така ли е, сонце? Ке загреам тенџера, ке ставам брилијант. Сончо гледово, само за да го пропржам кромидот, а потоа ќе ставам четвртина шолја маслиново масло. Го ставам сончо гледовото масло, заради тоа што сакам на висока температура убаво да го пропржам кромидот и лукот, за да се ароматизираат и да се испуштат сите вкусови кои ги имаат. Знаете дека под дејство на маслото, на маснотијата, како состојка, сите вкусови се зголемуваат, поттикнуваат, појачуваат. Маснотијата го прави тоа. И ќе пропржам, не го ставив одма маслиновото масло, заради тоа што во овој рецепт маслиновото масло ми е една од главните состојки и го сакам нежно и во позадина. Секако сол, за да ја испушти течноста. Имаме 2 чешиња лук. Го гмечам лукот, заради тоа што сакам баш да доминира. 2 чешниња. Права зимска идила. Запржен лук. И ставам 1/4 шолја ладно цедено маслиново масло. Сега тоа да се ароматизира. Ке намалам температура. Внатре удат 2 цели конзерви на пелати, кои се мислам дека сецкани. Да. Не, цели се. Секако на дивела. Дивела имаат одлична палета на сите придружни состојки кои ви треба да направите совршени пасти. И уште една конзерва. Нема убава томато супа без убав босилек, свеж. Обожавам свеж босилек. Дури ги сакам парфемите кои во својата основа имаат босилек. Босилек на брускети, босилек во супи, босилек секој ден и цело време. Опојно. Оди целиот. И уште ќе додадам за гарнир, секако. Може би беше паметно да употребам рачен блендер на горење, бидејќи супата ме напаѓа. Апсолутно е цела на мојата блуза. Но јас ќе бидам нежна са незе и ќе додадам најневеројатната состојка која ќе направи совршено кремаста, убава и многу нежна за конзумирање. Ќе ставам малку павлака за готвење. Имам со 20% на масленост. Ќе ставам целата. Ова е, мислам дека 250 мл или околу една чаша, мала чаша.
и ќе дадам време да се свари, а во меѓувреме ќе ги проверам моите лепчиња. Мириса божествена. Осилекот, лукот, кремасто, не знам дали може да забележите, колку убав кремаста структура прави павлаката внатре, исто толку е вкусна. И мислам дека е готова. Другите две веќе ни се подготвија. Ја имаме преубавата супа од брокула и нашата строганов чорба. При подготвувањето може да бидете креативни и да употребите различни додатоци кои ќе ги ставите во вашите чорби. И послужете со запечен леп. Ја се надевам дека целиот избор кој денеска го направив ќе ве поттикне да направите различни чорби, различни супи кои ќе ве стоплат во студените денови кои ни предстојат и ќе ви дадат малку фора пред празниците кои доаѓаат и калоричните јадења кои ни следат за конзумирање. Ја се гледаме во новата епизода на Готвиме со Маја.